Мене ми е особено драго што денес заокружуваме една фаза од целокупната работа која што ја отворивме во овој период заеднички и со земјоделците, со фармерите, со агенцијата и организиравме повеќе настани во рамки на Министерството и на терен се со цел да ги согледаме практично проблемите и прашањата кои што се отворени, кои што беа потенцирани од страна на подпредседателот на владата и кон кои што треба да се фокусираме во наредниот период. Дали е тоа недоволната промоција на сите продукти, особено во делот на земјоделството, дали се сите оние проблеми со кои што се соочуваат земјоделците во претходните години во делот на проценките, на исплатите и навистина во тој дел сите мора многу посериозно да се посветиме и да овој сектор и оваа област и овие можности кои што стојат во делот на земјоделското осигурување ги користиме. Затоа сакавме да на еден ваков настан кој што добива меѓународен облик и карактер на овој значаен ден, на 9 години од основањето на агенцијата, продискутираме и разговараме сите заеднички во делот на сите можности, политики, предизвици, сето она што ни е можност и треба да го правиме во следниот период. Како влада и како министерство, како што потенцирав и претходно, во целиот овој период сме насочени на креирање на стратегија и на среден и на долг рок, но паралелно ги решаваме и тековните проблеми, односно сето она со кое што сме соочени во целокупниот овој период. Овие неколку години се години на интензивни климатски промени против кои што не можеме да се бориме, но затоа презимаме мерки и политики со кои што ги санираме штетите, односно загубите кои што се на вкупното земјоделско производство, ако што ги имаат фармерите и земјоделците. Само оваа 2017 година преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството се исплатени 4,5 милиони евра вкупни штети по однос на сите неполни климатски настани кои што се случија во текот на оваа година. Наследивме едно хаотично законодавство, повеќе закони кои што не се во ниту еден случај усогласени и различни видови на постапки кои што во претходните години биле работени. Ги решаваме и напластените проблеми од претходните години во делот на штетите, но и сето она што ни се случува во целиот овој период. Како што кажав, како влада сме силно фокусирани да изградиме стратегија на среден и на долг рок за решавање на вкупниот сегмент на проблеми кои што настануваат во земјоделството, а кои што доаѓаат од климатските промени. И во целокупниот овој период на оваа година преземавме како влада низа на мерки и политики, односно цел сет на мерки и политики во делот на заштитата на земјоделското производство, надвор од исплатата на штетите кои што го направивме преку платежната агенција, но и во секој еден друг облик. Дали е со модернизирање на управата за хидрометеоролошки работи, дали е со постување на нови агрометеоролошки станици, со меѓународна поддршка, дали се други мерки, политики кои што парцијално помагаат во целиот овој сектор да бидеме во соодветна мерка заштитени. Но сметавме во целиот овој период дека како влада мора и осигурувањето особено во земјоделството да го издигнеме на едно повисоко рамниште и затоа организиравме во целата оваа година низа на настани, средби, контакти, работилници, се со цел да изградиме стратегија преку која што навистина ќе осигурувањето во земјоделството ќе го дигнеме на едно повисоко рамниште, ќе има посилна промоција кај земјоделците, поголема заинтересираност, но и пофер однос од страна на сите вклучени страни. Ова е година во која што преку постојната мерка за 60% покривање на висината на премијата во осигурување во земјоделството, податоците покажуваат раст. Односно, ако минатата година се осигурале 1500 земјоделци, ова година бројот на апликации е над 3000, зашто од платежната агенција се исплатени близу 1 милион евра. Но секако, иако трендот е во пораз, како што подлича и подпредседателот на владата, не може да бидеме задоволни, заради тоа што ова е алатка, ова е систем кој што мора да го изградиме заеднички и да функционира кај многу поголем пофат на земјоделци. Ако имаме во предвид дека имаме 70.000 регистрирани земјоделски стопанства, навистина станува збор за една минимална бројка која што ја користи оваа поддршка од страна на државата.
Во целиот овој процес на консултации кој што го имавме, во претходниот период со Агенцијата за супервизија ги разгледувавме двата модели за кои што сметаме дека еве и денес е добро што во текот на денот заеднички од сите аспекти ќе бидат разгледани. Тоа е турскиот и тоа е шпанскиот модел на осигурување во земјоделството, кои што се слични и затоа прилика е денес да детално го разработиме сите заеднички турскиот модел и да ова дебата која што денес тука во владата ќе се одржува, да ни даде нови насоки, предлози, сугестии, коментари во кој правец и Македонија треба да се движи при носењето на следните мерки, политики, промени на легислативата, се со цел на воспоставување на еден ваков осигурителен пул кој што ќе значи зголемен интерес од страна на земјоделците, зголемен обем на осигурување во делот на земјоделството, а од друга страна намалување на штетите кои што од страна на државата се исплаќаат по основ. Не само ова, туку овие неколку месеци ги разгледувавме и сите други можности, затоа во овој процес ќе биде вклучена и реосигурителната компанија Европа Ре, каде што Македонија се јавува како основач. Драго ми е што тука денес има представници. Македонија е основач заедно со владите на Србија и Албанија и нејзина цел и потик и развој на осигурувањето од катастрофални ризици, вклучувајќи го и земјоделското осигурување. И заради тоа што Македонија е основач во рамки на оваа компанија, сметаме дека треба да ги разгледаме сите можности како Европа ЕРЕ може да се вклучи во целиот овој процес на осигурување на земјоделството и како може да ни помогне во овој дел. Можем да подвлечам дека Министерството и владата беа целосно фокусирани оваа тема да биде истакната на едно повисоко рамниште и на вистина од оваа денешна конференција очекуваме конкретни предлози, конкретни резултати во кој правец треба да се движиме и на среден, во кој правец треба да се движиме и на дол крок. И затоа на овој ден, на 9 години од основањето на агенцијата, уште еднаш го честитам роден денот на агенцијата и ве поттикнувам сите да земете активно учество во оваа денешна дебата. Сериозноста што оваа дебата се одвива во владата на Република Македонија потврдува дека ова е еден од врвните приоритети на оваа влада, на подпредседателот, на Министерството, и заради тоа сакаме да имаме согледување од сите меѓународни пракси, од сите примери кои што тука ќе бидат отворени и во наредниот период да градиме една заедничка стратегија која што ќе даде резултат во делот на осигурувањето на земјоделството. Благодарам и посакувам успешен настан и успешна конференција на сите кои што партиципираат. Благодарам.